За да застане во фокусот на купувачите кои се повеќе се свртуваат кон кросоверите, Volkswagen детално го обнови Passat. Представена е новата северноамериканска верзија, додека европската ќе пристигне за кратко време. Таа задржа платформата од досегашната генерација, но затоа доби сосема нов дизајн. Од лани представениот Touareg презеде мноштво визуелни елементи, вклучувајќи ги маската и светлата. Долниот дел од браникот, вешто вклопен во целокупниот изглед, додава малку агресивност на развлечените линии, кои укажуваат дека американскиот Passat е за десетина сантиметри подолг од европската верзија. Задниот дел е елегантно воздржан и наликува на оној од Jetta. Таква е и внатрешноста која представува само блага еволуција на редизајнираниот модел од 2016-тата. На средината доминира дигиталниот екран, а пред возачот се уште се наоѓаат пластични инструменти. Чудно е и решението со отворите за воздух, кои на изглед се протегаат низ целата широчина, но тоа е детаљ кој ќе им се допадне на американските купувачи. Списокот опрема е прилично опсежен. Дел од неа ќе бидат трендовските асистенти за помош на возачот, на кој дволитарскиот турбомотор на располагање ќе му стави 176 конски сили. Големиот 3,6 литарски VR6 е исфрлен од понудата. За 46 години Volkswagen има продадено повеќе од 29 милиони примероци од 6 генерации на Passat. Освен во Северна Америка, каде се произведува, оваа верзија се нуди уште на Блискиот Исток, во Кина и Јужна Кореја.